Овој резултат кој е катастрофален во сите овие подрачја се разбира најголема наша одговорност како држава и како општество и на нашите институции, меѓутоа јас не можам да не кажам дека дел на тие реформи беа иницирани, финансирани, поддржувани од нашите странски сојузници, што значи ние треба да седнеме во некаков диалог и да видиме дали можеби некои од овие мерки имаат дури и контраефекти во кои, знаете, кога политичарите или носители на јавни функции се однесуваат како неодговорни, инфантилни, па има некој друг што им бере гајле, тогаш си прават вакви излети. И потоа добиваме извештај во кој ќе нотираат дека нема владење на правото. Значи, ние ако правиме такви реформи, треба ги правиме за себе и конечно да ја тргнеме од таа приказна Европската унија не надгледува. Тоа е малку како Господ не гледа, па ние пазиме што правиме. Мораме да станеме одговорни, да ставаме прво кадровската политика е многу битна, ама и образованието. Бидејќи ако вие од образовниот систем, од правните факултети извадите морални да речам инвалиди, да ми простите на зборот, значи луѓе кои ја гледаат струката како начин да се снајдат во животот и посебно на скандалозна академија за суди и обвинители, тогаш значи ние имаме сериозен проблем. Иако многу работи во животот не се невозможни, сепак доколку Европската унија обстојува на ова, нека таа има непроменлива преговарачка рамка, меѓутоа ние имаме инхерентно вродено право да си носиме собствен устав и јас во мојата програма предвидувам не корекции вакви или онакви во преамбула или во други делови, туку сосема нов граѓански, демократски устав заснуван на идејата на социјална правда, на еднакви можности, немање експлоатација и слично. Така што отпаѓа прашањето за тоа дали цитираме со било која етничка група, посебно со бугарите во случајов. Етноцентризам или етнотрибализам, како што го нарекувам јас и партијата што ме поддржува, е нешто што е рак рана на ова општество. Наместо интеграција и кохезија и комуникација, интеркултурна, мултикултурна или како и да ја наречеме, ние имаме паралелни општества, а всушност најдобро си комуницираат овие што се на власт, елитите, и нив не им пречат тие разлики, освен кога треба на избори да ги истакнуваат. Така што нам не треба будење на народот од оздола кој нема да дозволи манипулација. Од друга страна пак постои една намера која е прилично штетна, да зборот национализам го етикетирате како нешто штетно, како нешто назадно, како што јас мислам дека францускиот национализам е европски национализам или германскиот или било кој друг. Значи, за жал, јас велам за жал, зашто јас би сакала да живееме во космополитски свет во кој националностите, државните граници нема да постојат, свето бединет на една друга основа, нели левичарска. Меѓутоа, во ваков свет во кој што постоиме, ја па мислам дека македонскиот национализам е постојано во дефанзива и стануваме граѓани од втор ред во сопствената држава, затоа што некој ни набива комплекс дека сме премногу националисти, премногу инсистираме, а всушност не лишија од се, Македонија е се што немаме. Ми се чини дека првата и наједноставната е раскинувањето на договорот за така наречено добрососедство со Бугарија. Постои правна основа, едноставна, без отварање на фронтови или кавки. Двете страни располагаат со тоа право. Сега е време ние да го искористиме, затоа што очигледно никогаш бугарскиот и македонскиот народ не биле подалеку и не се гледале повеќе со недоверба и со, да речам, некој одиум, отколку што е тоа сега. Мојата девиза е во борба македонски народи, затоа што веќе се изгубивме. Значи, ние дури ако не ги користиме правните механизми кои сме на некој начин ги вградиле во тие договори, тогаш сме навистина капитулирана нација и не заслужуваме ни држава. Јас сум за тоа да си ги користиме правата кои постојат како механизам во овие договори и оној што ќе реагира агресивно ќе биде тој што реагира агресивно, направен инструмент, а не ние.